Добар ден, почитувани пријатели и љубители на македонската историја. Во првиот подкаст кој беше посветен на Македонија по српското родство, практично заборавивме две од најглавните информации што сакав да ги кажам, и тоа од желбата да се кажа што повеќе анализи, понекогаш се забораваат и главни настани, меѓутоа па затоа и подкастите се добри, што можеме да продолжиме и да ги дополниме. Имено како два најсимволични и најсилни примери на отпорот на македонскиот народ под српската окупација, не можеме да не го спомнеме, да ја спомнеме само жртвата на Мара Бунева и само жртвата на Владо Черноземски, со убиството на Александар Караџорџевиќ. Прво за Мара Бунева, тетовчанката Мара Бунева, морам да спомнам дека ние од почетокот на демократизацијата се трудиме во Македонија да ја одбележиме Мара Бунева, секогаш тоа наидува на најразлични проблеми, наидува на некакви контраверзи кои ги создава длабоката држава во Македонија, така што врвот можеби беше оваа година, кога масовно сите медиуми во Македонија одбележаа дека бугарите од Македонија или македонските бугари ја одбележија смртта на Мара Бунева. И јас иронично прашав тогаш, и сега ќе го повторам прашањето, ако македонските бугари ја одбележуваат, само македонските бугари ја одбележуваат смртта на Мара Бунева, само жртвата нејзина, тогаш што треба да одбележуваат античките македонци или македонските, да речеме, големи патриоти? Дали приличе нивниот символ кој треба да го одбележуваат? Сега тоа зборува за ирационалноста на македонскиот историски наратив и фалсификатите со кои сме биле хранети и за жал до ден денеска не се ослободуваме. Имено, не можеме сега уште еднаш да не спомнеме што е само жртвата на Мара Бунева. Една година пред таа да го убие Прилич, во Македонија српските окупатори поведуваат процес против 26 или 27 студенти и ученици во Македонија. Крајниот, тие едноставно се борат за повеќе права, за заштита на македонскиот народ, нема никаков екстремизам, нема никаков тероризам. Во таа насока, процесот завршува со масовни долгогодишни пресуди за затвор, а меѓувремено дека се дојде до пресудите, масовни тепања, претепувања, дел од тие што биле пуштени после биле дополнително претепувани, и мислам дека има и најверојатно и 6-7 жртви од тие студенти, а другите ги фрлаат во занданите на Караџорџева Југославија. Како освета на таа постапка, ВМРО преку Мара Бунева ја прави ликвидацијата на Прилич, кој е посочен како главен виновник за процесите кои се случуваат против тие студенти. Сега, целиот тој настан, видите колку сме ние ирационални. Кога треба нешто да се зборува на бунт на македонскиот народ против српската окупација, ние без проблем тие структури ги прогласуваме за бугарашки, бугарофили, па дури и бугари. За нашиот македонски наратив Мара Бунева е бугарка, за нашиот македонски историски наратив и тие студентите се некаков тип на бугарофили. Меѓутоа, тоа не може да не подсети дека секој бунт против српската окупација во Македонија е прогласен за бугарашки. Дали е Охридското восстание, дали е Тиквишкото восстание, дали е тоа восстанието во Воландово, секој терористички акт на ВМРО меѓу двете светски војни е прогласен како бугарашки. Прво тој е прогласен од страна на српскиот наратив и српската историографија, меѓутоа ние тоа го имаме прифатено. И сега каде е парадоксот? Парадоксот е во тоа што кога сега треба да ги внесеме бугарите во уставот, ние велиме никогаш не имало бугари во Македонија, никогаш не постоела заедница која се чувствувала како бугари во Македонија. А во исто време, кога треба да ги одбележиме настаните на отпорот на македонскиот народ против српската окупација, без проблем
огромни маси на народи ги прогласуваме за бугараши, за бугарофили, а да не зборувам за главни лидери, да речеме, на историското ВМРО. Од основачот Христо Татарчев, лидерот на Илинденското востание Борис Сарафов, Александар Ванчо Михајлов, Тодор Александров, Александар Потугеров. Значи, сите тие се прогласени како бугараши, бугари, без проблем. А сега кога треба да ги внесеме во уставот, значи никогаш во Македонија немало бугарофили, нели така? Многу интересно, многу дури, како да кажам, тотално ирационален наратив. Значи, саможртвата на Мара Бунева е нешто чудесно во македонската историографија и ние срамота е што денешната македонска нација се срами од Мара Бунева. Вториот момент кој не може да се спомне, нели, е саможртвата, односно атентатот кој ВМРО заедно со усташката организација го спроведува и го, нели, прави атентатот на Александар Караџорџевиќ. Практично, сето она што претходно го зборував во претходната подсказ за Македонија по српското родство и начинот на кој Александар Караџорџевиќ го третирал македонскиот народ, му се враќа во вид на освета, одмазда, повторно со голема саможртва, која го организира нашето ВМРО со Владо Черноземски. Во таа насока морам да кажам дека за ВМРО ДПМН од 90-та година тоа беше еден настан кој секојаш се одбележуваше на комитските вечери, немаше комитска вечера да не се пееја песни за Владо, за убиството на Тодор Александров. А што мислел македонскиот народ за убиството на Александар Караџорџевиќ? А што мислел македонскиот народ за Караџорџевиќ, кој денеска го враќаме на голема врата во Македонија и ги одбележуваме сите негови, нели, празници за окупацијата на Македонија? Зборува една реченица од песната Куче душманско, нели? Тоа е тоа што македонскиот народ го мислел за Караџорџевиќ, кој ние денеска го враќаме во Македонија на големи врата. А она што е многу интересно, нели, во целата таа приказна е, нели, која е логиката на убиството на Александар Караџорџевиќ, ако не голема мака на македонскиот народ? Што е? ВМРО сакаше да постигне стилски ефект со убиството на Александар Караџорџевиќ или сакаше да направи една одмазда за мачењето на македонскиот народ. И сега гледајте како е овој наш наратив македонски. Ние се обидуваме заедно. Србите имаат право да ја релативизираат, нели, работата како на, нели, тоа е цел на Италија, на Германија, на Хитлер, само да оправдаат дека не станува збор за еден тежок диктатор. Меѓутоа, што е целта на македонската историографија да го релативизира? И ние исто така ги пренесуваме српската аргументација за убиството на Караџорџевиќ. Така што една од најголемите релативизации дека е тоа затоа што Хитлер многу ги мразел србите и практично тоа е фашистичка завера, а не, да речеме, неизворен крик на македонскиот народ. Знаете, таа теза со Хитлер е многу проведна од едноставна природа. Прво, Хитлер доаѓа 33-та година на власт, а некаде во исто време кога се случува атентатот, 34-та година ја зема апсолутната власт во Германија. Претходно има коалициона влада. Хитлер кога доаѓа 34-та година, не е таа Германија од 39 или 41 година, туку Хитлер ја затекнува Германија во многу економска слаба состојба, со огромна инфлација и со проблеми на сите страни. Во тоа време се уште царската област ја држи Франција, од сите страни германскиот народ е под дел во Полска, дел во Чешка, практично разделена, така што Хитлер најмалку има работа да се занимава со Александар Караџорџевиќ. Напротив, во тоа време
веќе, ако не се лажам, 40% од економијата на Југославија се одвива со Германија, значи во добар правец, а да не зборувам дека со тек на времето веќе можеби 60-70% од економијата на Југославија се врзува со Германија. Да не спомнуваме дека Србија била миреник на политиката на Хитлер и тоа може да го најдете во многу искрени анализи, не од нешто друго, затоа што Хитлер не сакал да се отвара проблем повторно со србите, затоа што значи, го знаел искуството како австро-унгарец од Првата светска војна. И конечно, не смееме да забравиме Хитлер на Србија, односно на Кралска Југославија, подоцна на кнезот Павле, го дава најдобриот пакт, најдобриот договор, воен договор што го дал на било која држава во Европа, 3 пати подобар од тоа што го има дадено на цар Борис. Не смееме да заборавиме дека Југославија кога го подпишала пактот, влегувањето во третиот пакт, во тројниот пакт, од неа не се барало ништо, буквално ништо не се барало од Југославија, само се барало да биде неутрална, да не биде на страна на Англија и на Франција. Конечно, на Југославија и биле гарантирана сувереноста, затоа што претходно сувереноста не била признаена на никој. Никој од соседите претходно на Југославија не ја признавал низината сувереност, со исклучок делумно со исклучок на Грција. И трета работа, Југославија со тројниот пакт го добива егејскиот дел, нели некаде до Места, централниот дел на Егејска, вклучително и Солун. Значи, тука имаме една лажна пропаганда, цар Борис нека подпишал троен договор за да ја земе Македонија. Не, тоа не е така. Цар Борис ја добил само просторот од Места до Марица. Тоа е многу мал дел од Егејска Македонија, а цела Егејска Македонија, вклучително и Солун, треба да го добие Србија. Тоа што србите направиле 27 март и направиле пуч да го поништат тој договор, сметам дека е една голема среќа за македонскиот народ, меѓутоа за тоа ќе зборуваме и подоцна. Значи, така ова е влезот во нашата нова тема, тоа е Втората светска војна и предворието на Втората светска војна. Во таа насока сакам само да кажам дека кога зборуваме за таа атмосфера пред Втората светска војна, не можам да не кажам дека навистина денеска целата историографија европска и светска е согласна со тоа дека практично Версајскиот договор, првиот, значи завршувањето на Првата светска војна со Версајскиот договор е влез во Втората светска војна. Тоа е еден договор тотално скроен на неправда, туку на интересите за жал најмногу на Франција и на Англија. 40 милиони европјани остануваат надвор од етничките граници. Најкарактеристични се германците, кои остануваат во Полска, во Франција, во Италија, во Чешка, во Југославија. Меѓутоа и тука е неправдата на Македонија. Конечно, не смееме да заборавиме дека македонската левица и десница зборуваше против Версајскиот договор. И повторно тука се судираме со српските интереси, затоа што пак Србија и тогашна и сегашна се колне во Версајскиот договор, дека Версајскиот договор е нешто од најдоброто што и се случило на Србија и тоа е така од нивен интерес. Проблемот е што македонскиот интерес не е истиот со српскиот интерес, а ние денеска тоа за жал не успеаваме да го разделиме. Значи, кога зборуваме сега за влезот во Втората светска војна, незаобиколна фигура е Хитлер
И тука мораме да кажеме дека јасно е денеска дека пред Втората светска војна и западниот свет и источниот свет флертувал и играл со Хитлер. Западниот свет веќе е јасно дека Хитлер е помаган и економски и политички од западниот свет за да ја крене Германија и дел од економското чудо на Хитлер е токму во помошта што доаѓала од англосаксонскиот свет во тоа време, од многу едноставна причина, да се спротистави на комунизмот кој доаѓал од Советскиот сојуз и практично имал веќе пипци во сите држави во Европа. Круна на таа политика на Западот према Хитлер е давањето на Олимписките игри да ги организира Хитлер и на тој начин да се промовира себе си како лидер. Понатаму тоа е моментот на Анштусот со Австрија, каде што немало никаква реакција. Претходно Сарската област ја враќа од страна која била под Франција, ја враќа назад во Германија и конечно врвот е делењето на Чехословачка. Значи, тоа се јасни примери дека Западот кокетира со Хитлер. И сега за истокот, ние во Југославија малку молчевме за пријателството на Сталин и на Хитлер. Се спомнуваше, се знаеше за договорот Рибентроп-Молотов, кој станал како еден вид светско чудо, затоа што претходно комунизмот и фашизмот веќе биле во борбена подготовка да се борат. Меѓутоа, никако не продолжувавме понатаму. Тука застануваше целата приказна. Така, ние не зборувавме дека Втората светска војна траела 6 години, туку наративот на југословенската историја дека Втората светска војна траела 4 години. Ние Втората светска војна почнувавме од 1941 година, која е нападната Југославија, а претходно се молчеше, значи, најверојатно заради комунистички колонијални причини, да се спомне што е практично пактот Молотов-Хитлер. Тој е пакт за поделба на Европа, во која, прво е поделена Полска, значи, во септември 1939 година Германија ја напаѓа Полска, 12 дена после тоа Советскиот сојуз ја напаѓа Полска и Полска е де факто поделена меѓу Германија и Советскиот сојуз. Има безброј фотографии каде што советски и фашистички војници заедно парадираат, заедно се на слика, заедно прославуваат победи. Меѓутоа не е само тоа. Во тој пакт Советскиот сојуз го добива и балтичките држави, Литва, Литванија и Естонија. Таму влегува без сила, затоа што тие знаат дека не може да се борат. Ја добива Бесарабија од Романија. Значи, станува збор за широки освојувања на Советскиот сојуз, кои ние ги молчевме, а мислам дека и денеска ги молчим. Некој посебен интерес на македонската историографија за тој период нема. Значи, кај нас е се исто. Како што беше напишено во комунистичка Југославија, ние не мрдаме еден степен. По ниедно прашање, дали е македонска историја, дали е југословенска историја, дали се тие состојби на Втората светска војна, ние сме статични. Како што се знаеме, така е оставено се. И најинтересна е војната со Финска. Силата на Финска и на Советскиот сојуз е немерлива. Сталин ја напаѓа Финска се брани и што е најинтересно се одбранува. Значи, на крајот ние имаме една парадоксална смешна ситуација во која после повеќемесечна битка Советскиот сојуз сваќа дека не може да ја победи Финска, толку успешно се брани, што на крајот се склучува некој договор во кој Финска од своја страна е свесна дека не може да глуми победник пред Советскиот сојуз
и остапува некои многу минимални територии далеко од она што Советскиот сојуз сакал цела Финска да ја окупира. И сега што е парадоксот на Втората светска војна и неприказните. Подоцна Хитлер кога ја напаѓа Советскиот сојуз, Финска е веќе пак сега со Германија. И на крајот од Втората светска војна Финска е ставена во фашистичката коалиција. Сега што да коментираме, што да кажуваме, кај да оди Финска ако претходно има напад од антифашистите со цел да ја окупира и да ја распарчи земјата, нели? Меѓутоа, очигледно во Втората светска војна нема само еден парадокс, има многу парадокси, меѓутоа тоа е веќе друга тема. Ќе спомнам само уште еден парадокс. Главната причина на Втората светска војна зашто почнува е проблемот на Полска, нели? Англија и Франција ќе ја бранат Полска од нападот на фашистичка Германија. Само од фашистичка Германија, не и од Советскиот сојуз, кој исто така ја влегува во ова. Значи, и цело време наративот на почетокот е бранењето на Полска, а Втората светска војна завршува за тоа што Полска ја одбрануваат од фашистите, меѓутоа ја даваат поклон пак на комунистите. Меѓутоа, тоа е дел од трагедијата на некои народи, и иронијата на историјата на Втората светска војна, меѓутоа и на секоја голема војна. И така, значи, ние го имаме фактот дека практично од септември 1939 година до 22 јуни 1941 година, кога Хитлер со планот Барбароса го напаѓа Советскиот сојуз, ние имаме ситуација каде што најголемиот денеска познат антифашист Сталин, практично сега тоа е вториот дел, ние денеска не можеме да негираме дека Сталин и Советскиот сојуз и тој што на крајот ја поразуваат нацистичка Германија. Меѓутоа пак не можеме да не спомнеме дека пак во првите 18-19 месеци Советскиот сојуз е најголемиот сојузник на Хитлер. И тоа не само затоа што си направиле план да ја поделат Европа, туку и материјално, со давање нафта, минерали, руди. Тоа била една голема трговија, помош која Советскиот сојуз ја давал на фашистичка Германија. Така што и тој проблем многу малку се експлоатира во Македонија. И сега тука доаѓаме веќе до Југославија. На 6 април 1941 година, како реакција на државниот удар во Југославија, Хитлер решава да ја нападне Југославија. Значи, некој што претходно му бил миленик, практично реакцијата на Хитлер е реакција на одмазда, на некој кој е изневерен, затоа што толку многу дал, а не они приказни од југославенскиот наратив. Хитлер од самиот почеток ги мразел србите, ја мразел Југославија, мислам приказки за мали деца. Значи, од една страна им го дава најможниот добар договор со проширување, со гаранција на сувереноста, со проширување на територијата, а од друга страна се раскажуваат приказни Хитлер ги мразел србите. Не, Хитлер е изневерен, Хитлер е практично лут затоа што се прави војови пучи и решава да ја нападне Југославија. Меѓутоа, сега тука почнуваме со првиот мит. Југославија за 2 месеца, значи бунтот на 27 март, не сакаме пакт, сакаме рат или не боле гроб него роб. Нели се големиот крик на Југославија против фашизмот. Сега тука сакам пак уште неколку анализи. Прво, ние учевме дека 27 март е дело на југославенските комунисти,
денеска е повеќе од јасно дека југословенските комунисти немаат ништо врска со 27 март. Тоа е реакција на српскиот национализам, тоа е реакција на српскиот екстремизам, подпомогнат со англиските служби во генералштабот. Значи, тука една од паролите била кнезот Павле да се смени и кралот Петар, кој уште е малолетен, да биде прогласен за крал, и тоа и се случува. Тоа и се случува во Србија. Значи, тоа е 27 март, славниот 27 март е типична српска националистичка реакција. Во таа насока, тоа и не е главната причина за одлагањето на нападот на Советскиот сојуз на Хитлер, што југословените си даваа многу големо значење, туку поголема причина е Грција. Имено пред тоа Италија се обидува преку Албанија да влезе во Грција, смета дека Грција ќе биде лесен плен, меѓутоа Грција се спротивставува и практично де факто ги отфрла италијанските сили од територијата на Албанија. Во таа насока Хитлер се чувствува загрозен, затоа што веќе пристигаат долу и англиски сили во Крит и во некои други области во Грција, и практично Хитлер го мени приоритетот за напад на Грција, дека тој мора да влезе да го реши проблемот на Грција. И практично целиот притисок и на Југославија и на Бугарија да влезат во тројниот пакт е тој да најде простор географски да може да дојде до Грција и да ја спроведе операцијата, ми се чини Марица се викаше, или Марита, така нешто. Во таа насока, мислам, сите тие приказни што ги слушавме, југословенскиот отпор го одложи нападот на Советскиот сојуз за 2 месеци, на тој начин ја спаси Советскиот сојуз. Сето тоа е повторно една лажна приказна која веќе денеска е разобличена. Значи, главната цел на овие 2 пакта е да се стигне во Грција, да се реши проблемот, да се исфрлат англиските сили од таму и понатаму да се има чиста состојба во Европа. Сега тука доаѓаме до едно уште поинтересно, една поинтересна ситуација, а тоа е моментот на однесувањето на Југословенската комунистичка партија према фашистите во Југославија. Значи, пред да пребинеме на тоа, сега ќе се вратам малку на Тито. Тито ќе го анализирам во 2 дела, сега еднаш во оваа тема, Тито во пред војната и војната, и понатаму кој ќе дојде Титова Југославија, темата да ја анализираме. Сега Тито и комунистичката партија пред војната. Значи, Тито е комунист од втора или можам да кажам слободно и трета генерација на југословенски комунисти, иако да речеме тој можел да биде и од првата генерација, затоа што ние знаеме дека тој во Првата светска војна е заробен негде во Советскиот сојуз и таму бил неколку години на робија. Меѓутоа, тој во тоа време не станува комунист. Тој се враќа во Југославија и подоцна уште долго време не станува комунист, иако годините и генерациите му дозволуваат тој да биде комунист буквално од Октомвриската револуција понатаму. Овие неговите критичари, затоа што се напишани многу книги во Србија и во Хрватска, велат дека главниот мотив на Тито да стане комунист е кога комунистичката интернационала почнала да дава големи хонорари за нивните активисти по Европа, и таа тема веќе исто така е веќе отворена и веќе се знае, гледам во Бугарија се спомнуваат и суми и анализи на целата таа работа. Практично сите комунистички функционери
добивале дебели хонорари од Советскиот сојуз и секоја акција посебно била хонорирана. Да речеме, се смета дека овие главните членови на централните комитети добивале плата во висина, да речеме, на еден генерал од тоа време, дали станува збор за Бугарија или за Југославија. Значи, толку биле платите на комунистичките активисти. Да не зборуваме, имало башка и сега се вика тоа невладини организации, тогаш биле сепак и легални фондови, црвени фондови, каде што дополнително ад хок се помагало на многу од тие активисти за најразлични проблеми кои ги имаат. Меѓутоа, значи, важно е да се каже дека таа прва генерација на југословенски комунисти очигледно имала и своја идеологија и тука имаме едно многу повисоко интелектуално ниво. Да речеме, еден од првите генерални секретари на Комунистичката партија на Југославија, тој е Србин Сима Марковиќ, тој бил доктор по математика. 20-тите години бил доктор по математика и не може да се каже дека тој човек не влегол од идеолошки причини во целата таа приказна и целото тоа ниво на интелектуално ниво на таа прва и втора гарда на југословенски комунисти било драстично повисока. Со доаѓањето на Тито, значи, ние имаме еден драстичен пат на интелектуалното ниво на комунистичкото раководство во Југославија. Сите ние знаеме дека Тито имал едва и четврто одделение завршено, при што бил и повторувач еднаш или два пати. Да не го спомнеме вториот човек и подосна формирачот на ОЗНА, од кој цела Југославија се трешеше, Александар Ранковиќ, исто така човек со четврто одделение, и позана е Табаджија. За главниот идеолог Едвард Каледер негде пишува дека завршил средна школа, еднаш пишува не завршил средна школа. Да не го спомнуваме примерот на Сава Ковачевиќ, славниот командант на третата ударна бригада од Сутјеска, командант на дивизија од 4000 луѓе, кој е легенда на југословенските простори, нема град кај што нема име на негова улица. Големиот командант кој од 4000 борци, на крајот му останале само 80 борци, па и како нема да му останат 80 борци, кога човекот исто така било проблематично биографски дали завршил четврто одделение, а во Кралска Југославија бил гонет за шверц на тутун. За приказните за разни бандити, баш класични криминалци, кои подоцна станувале славни комунисти, ја има практично во цела источна Европа. Гледам и бугарската историографија е полна со такви примери, а и кога ги слушам овие српски телевизионисти, таму има список на стотици, тие даваат стотици и најразлични бандити кои биле гонети од Кралска Југославија за класични криминални, дури и за убиства, а подоцна само поменувале во партизани и станувале големи имиња на југословенската борба. Значи, кога сме интелектуалното ниво на југословенските комунистички раководители, начело со другарот Тито, не можам да не ги споредам со македонските комунисти, кои претежно биле во ВМРО обединети, или, еве да речеме, Кочо Рацин, Кочо Рацин бил комунист пред Тито. Кочо Рацин е на Дрезденската конференција 28 година. Ја знаеме интелектуалната сила на Кочо Рацин, а да не зборуваме за оние македонци кои биле во ВМРО обединети, односно биле членови на Бугарската комунистичка партија. Значи, тоа е како да го споредувате, Харвард со интелектуалното ниво, како да споредувате
Харвард со, не знам, со Универзитетот на Рамис Мерково во Струга, нели? Значи, нема споредба. Само да ги погледнете биографијата на југословенските комунистички раководители и пак ќе кажам на раководителите на ВМРО обединета, нели? И покрај тоа што, нели, сега доправо друг пат ќе ги анализираме нивните политики. Односно комунистичката политика секде се била една иста. Сега, кога зборуваме за Тито, значи сега тука има најразлични, нели, приказни за него. Јас не сакам да навлегувам во сите можни шпекулации што излегоа во Југославија. Неко мораме да кажеме, во Македонија јас до сега не сум сретнал ни една критична книга за Тито. Нема ни една анализа за Тито како личност, Тито како политичар, Тито како, нели, демократ, антидемократ. Нема. Тоа, значи, бившите југословенски простори се полни со такви анализи. Многу пати се и, нели, има и многу книги, нели, нели, како се вика, нели, дегутантни, многу бизарни податоци. Меѓутоа, јас не можам да не се задржам на тоа. Тито е подметнат, Тито е не знам ваков, таков. Според мене Тито е Тито, тој што е роден во Хрватска и тука нема никакви простори за шпекулација, меѓутоа просторите за шпекулациите се за неговиот, нели, лик, политички лик. И тука, нели, со сите оние, нели, стотици информации и информации, нешто на што, нели, можам посериозно да верувам дека е тоа така, се следневи работи. Имено, Тито од релативно анонимен член и комунист на Комунистичката партија на Југославија, на крај доаѓа на чело 40-та година како веќе генерален секретар на Комунистичката партија. Тука во Титова Југославија на нас ни беше нудена информација дека Тито 1937 година станал генерален секретар на Комунистичката партија на Југославија, па после 39 година ни беше нудено, за да сега испадне дека, нели, според најновите информации, Ѓорги Димитров дури 1940 година го назначува Тито за генерален секретар на Комунистичката партија на Југославија. При што годините од 34-та до негде 39-та година се исто така доста непознати и матни што правел Тито во тоа време. Се знае дека доста престојувал во Москва и тука е интересниот дел, нели, на целата приказна, што во тоа време, значи, во тоа време негде според југословенските аналитичари 600 членови на Комунистичката југословенска партија се ликвидирани, нели, во Советскиот сојуз како активисти. И сега во таа насока тука се поставува прашањето и, нели, гледам овие српски, хрватски, босански, словенечки овие аналитичари го проблематизираат неговата улога како кодош и тој многу често е ставен буквално во функција на кодош, односно на човек кој ги цинкари своите партијски колеги во Коминтерната, сваќајќи дека тоа е начин за да, нели, Сталин сакал такви цинкарања, тоа е начин да се направи кариера. И тука директно тој се поврзува со смртта и убиствата на многу познати комунисти од тоа време, самиот преседател предходен Сима Марковиќ и Горкич, кои биле после него генерален секретар, Мустафа Голубич, Благоја Перович, неговото убиство во Шпанија, Филип Филиповиќ, Алојс Мок, Чопич.
Значи, тоа се фактори кои се многу посилни како имења од Тито во тоа време, а сите загинуваат и биваат убивани на многу чудни начини. Да речеме, Благоја Паровиќ, српски комунист, бил во тоа време познат како човек кој треба да ја земе комунистичката партија на Југославија. Тој отишол и бил командант тамо на Југословенската интернационална бригада во Шпанија и загинува нели убиене во една битка. Меѓутоа, овој според мене еден од најсилните аналитичари на Тито, Перо Симич, прави анализа дека после убиството на овој Благоја Паровиќ има една таква фотографија која е направена како да треба да се даде доказ на некој дека Благој Паровиќ е убиен. Така што на еден чуден начин, вака или така, сите негови конкуренти завршуваат со смрт. Дури еден српски историчар, сега дали анекдота или вистина, вика, Ѓорѓе Димитров кога го назначувал Тито за генерален секретар, му рекол: дружи Тито, добро е што вика ти остана само, вика ќе немаше на кој вика да го ставиме за генерален секретар, вика, на Комунистичката партија на Југославија. Инако, независно од дури морам да кажам дека кога во тие набројувања на Титовите предавства се спомнува и дека ја предал и неговата прва жена, Пелагија, која ја земал за жена која, тоа не можем да не го спомнам како пикантерија, не би навлегувал во другите моменти од неговиот најприватен живот. Меѓутоа, кога ја жени, таа има само 14 години, што според сите нормални денешни сваќања се знае кој е името за една таква состојба, нели? Меѓутоа, дека и самата таа ја предал, и неја ја предал, и факт е дека Пелагија исто така умира во некој концентрационен логор во Советскиот сојуз. И сега ние тука не можеме да не кажеме дека Југословенската комунистичка партија во периодот пред 1941 година, последната декада, е толку разбиена во тие фракционерски борби. Ние сме ги учеле, нели, фракционерски борби, ама само како име, кај што секој против себе, секој се борел, натре националните комунистички партии меѓу себе, луѓето како поединци во таа битка за кариера, и едно време комунистичката интернационала заговарала комунистичката партија на Југославија да се распушти. Ѓорѓе Димитров, како генерален секретар на Коминтерната, се залага и предлага Бугарската комунистичка партија да биде директен спонзор за закрепнување и за зацелување на Југословенската комунистичка партија. И тука, нели, полемизирам и порано со бугарската историографија, кога велат Тито нели е главен што ја создал македонската нација. Не, 1934, 33, 35 година, кога се удираат, кога се прави главниот конструкција за нели кодификацијата на македонската нација, се главни само бугарските комунисти, и секоја приказ на алиби за Југословенската комунистичка партија е фейк нюз, од една едноставна причина. Југословенската комунистичка партија во тоа време не знае кај се наоѓа, а со Југословенската комунистичка партија главен спонзор е Бугарската комунистичка партија. Меѓутоа, таа тема ќе дојде, нели, по-подробно некојаш друг пат понатамо. Во таа насока и самото поставување на Тито, како што вика, нели, Перо Симич,
тоа е работа која во последните 10 години, 15 беше отворена, вика Тито станува генерален секретар на КПЈ со подписот на 3 бугарски комунисти. Првиот е Ѓорѓе Дамјанов. Ѓорѓе Дамјанов е личен пријател на Сталин, член на НКВД, еден од главните кадровици на целата Коминтерна, еден од главните за убиствата на ликвидацијата на непослушните комунисти во Шпанија. Значи една доста, како да кажам, жестока личност. Од Тито, значи, има подпис од него. Вториот е Иван Карајанов, тој бил главен на кадровската комисија на Коминтерната за Балканот. Тој Иван Карајанов, подоцна кога настанува сударот Тито Сталин, пребегува во Југославија, не е македонец, тој си чист бугарин, и Тито го става во одредено време за член на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Тоа малку се знаеше во Југославија, тоа сега го најдов во копањето на историските моменти. И третиот е Ѓорѓи Димитров, кој е генерален секретар на Коминтерната и неговиот подпис е финален за да Тито може да стане генерален секретар на КПЈ. Во таа насока не можеме да не го спомнеме и Штерио Атанасов од тоа бугарско лоби во КПЈ, кој негде 42-43 година е испраден од Коминтерната во главниот штаб на Народно-ослободителната војна на Југославија. Гледате, тоа исто така не се знаеше во Југославија, па и бугарите не го спомнуваат. Значи, ние имаме член од Бугарската комунистичка партија и член на Коминтерната, кој е во главниот штаб цело време на тука, во штабот на Тито. Тој е многу податок интересен кој го открив, а и Југославија го криеше тоа, не знам зашто го криеше, најверојатно подоцна заради судирите со Бугарската комунистичка партија. Така што тоа е доаѓањето на Тито. Сега, кога зборуваме за Тито, исто не можеме тука да не ја кажеме, да ја разбиеме приказната дека Тито бил демократ, Сталин бил диктатор, што ја слушавме после 1948 година. Имено, Тито бил секогаш левичар. Значи, што значи левичар? По лево од Сталин. Негде 34-35 година Коминтерната, Ѓорѓи Димитров, ја вади тезата за народни фронтови, и тоа е голем придонес на Ѓорѓи Димитров во комунистичкото движење. Тоа значи дека комунистите треба да сватат дека не можат во одредени држави, односно практично во сите држави да победат сами, и дека треба да прават коалиции со сите леви, така наречени прогресивни движења. Да, тој Народен фронт имал прво успех во Франција, одреден успех, а главниот успех е во изборите во Шпанија. Ние денеска кога зборуваме, викаме комунистите победија во Шпанија, против нив се бореа фашистите. Ниту комунистите победија во Шпанија, ниту фашистите само се бореа против комунистите. Имено комунистите победија со коалиција од 10 така да наречеме леви партии и организации. Во таа насока мораме да спомнеме дека падот на Барселона се смета дека затоа што претходно имало битка меѓу комунистите и анархистите во самата Барселона. А ниту пак фашистите биле сами од другата страна и таму имало коалиција на 10 политички партии, а фашистите биле само профашистички биле само 1 до 2 здруженија, 1 до 2 партии. Така што таа политика на народни фронтови, Тито
е против нив. Тито смета дека треба комунистите сами да победат во капиталистичка Југославија, во Караџорџева Југославија. Тито не сека други партнери во власта и тоа е цело време. Тоа е и пред Втората светска војна, меѓутоа и во самата Втора светска војна Тито е постојано под притисок на Сталин, а подоцна и на англичаните да не се бори против четниците, дека треба да се борат заедно против фашистите. Тито цело време очигледно главен проблем му се повеќе четниците отколку самите фашисти. Така што тој на некој начин дури и формално кога зборува за народните фронтови, неговата пракса во дело е сосема обратна. Да речеме, првата партизанска бригада ја крстува прва пролетерска бригада. Тоа е далеку од инструкциите на Тито, на Сталин, кој вели дека не треба да се придава комунистички и работнички карактер на борбата против фашистите, туку треба општо народен. Тоа следи и понатаму, неговата интервенција на заземањето на Трст, која на Сталин му прави проблем. Рушење на англиски авиони кои прелетале после 45 година на територијата на Југославија. Цело време риториката на Тито во време на Втората светска војна е како против фашистите, така и против англичаните. Дури во така наречените мартовски договори што ги прави со фашистичка Германија, тој јасно зборува за дека тој ќе се бори против англичаните. Конечно, неговото мешање во грчката граѓанска војна, каде што жртва е македонскиот народ. Сето тоа во принцип не се политики на Сталин. Така што денеска, кога благодарејќи и на југословенската и на меѓународната пропаганда, Сталин го правиме како некој таму лудак, пиен лудак, кога ќе анализираме некои поставки, сваќаме дека очигледно Тито бил поголем лудак за некои работи отколку самиот Сталин, мислам комунистички лудости што биле спроведувани од самите нив. И така сега доаѓаме до нападот на Југославија од страна на фашистичка Германија на 6 април. Значи, на 27 март Југославија, комунистите немаат никаква улога и имаме ситуација на напад на фашистичка Германија на Југославија. Нормално, комунистите не даваат никаков отпор, меѓутоа не само што не даваат на почетокот, ние очигледно имаме сега коалиција, нешто што се исто така молчеше во Југославија, меѓутоа излегуваат многу докази. Значи имаме коалиција на југословенските партизани со фашистите. Таа коалиција трае 80 дена, од 6 април до 22 јуни, кога е нападнат нивниот покровител Советскиот сојуз. И во тие 80 дена комунистите се пуштени од затворите. Познато е дека кога Хитлер влегува во Франција, во логорите во кои во тоа време се затворени шпанските борци се пуштени и од нив исто така масовно се пуштени и југословенските црвени бригадисти. Така што имаме тука навистина еден убав сојуз на на комунисти и фашисти. Дури има, сега србите вадат и фотографии кај што во одредени градови играле и фудбал заедно, комунистите и фашистите. Значи, тоа е време на меден месец. Зошто тоа, меѓу другото, го потенцирам? Сите ние се сеќаваме дека една од главните обвиненија против Шаторов, председателот на Покраинскиот комитет на Македонија, бил дека одбил да се бори против бугарските фашисти. Чекајте сега, југословенските комунисти се бореа ли против бугарските, против
германските фашисти. Очигледно не. Конечно, тука доаѓаме и сега се комплетира она приказна за акционите комитети кои ги дочекале германските и бугарските фашисти 1941 година, кои висеа така некако цело време и во македонската историја. Од време на време се спомнуваше дека во нив учествувале и македонски комунисти, меѓутоа сето тоа некако остана некако прекриена тајна. И јас можам да кажам дека веќе горе-доле мистериозната убиство на Кочо Рацин може и да се комплетира. Имено, сите ние знаеме дека кога Кочо Рацин оди во партизани, тој се паѓа во единица во кој командува Страхил Гигов. Страхил Гигов во самиот старт го изолира Кочо Рацин, му е земен пиштол, пушка, нема право ништо нели да носи, треба да се надгледува што прави и како прави. И сето тоа досега некако се вадеше из македонската историографија заради неговиот судир нели на книжевната левица тамо нели со Мирослав Крлежа и тие приказни. Меѓутоа едно интервју кое јас не знам дали воопшто постоело или било криено или анализа на Антун Колендич. Сега дали тој Хрват или Србин не можам во овој момент да кажам. Меѓутоа во тоа време бил нели добар пријател на овој Кочо Рацин. Тој дава една реченица која мислам објаснува се. Зошто Кочо Рацин не обвинен? Кочо Рацин му се жалел кога дошол во партизани дека за него нема веќе живот и дека тој ќе заврши лошо. Зошто? Затоа што тој зборувал насекаде претходно против Страхил Гигов. А што зборувал? Имено Кочо Рацин, кога бил пуштен, нели како прво не бил заробен како мобилизиран југословенски војник, открива Паланка, негде крива Паланка Куманово, кога се враќа во Велес, вика, со Велес командуваа, вика, германските фашисти и Страхил Гигов. Значи, Страхил Гигов, како председател на бугарскиот акционен клуб, кој ги пречекувал фашистите, бил командант одредено време, најверојатно тие 80 дена, заедно со германските фашисти. А очигледно такви примери имаме на многу други партизани во Втората светска војна и во Југославија и во Македонија. Така што според мене кругот на убиството, зашто е убиен Кочо Рацин, е многу јасен. Пауза. И така почнува Втората светска војна. Сега, за Втората светска војна гледам бившите југословенски републики се преполни со ревизии. Ревизии, рехабилитации, нови читања на станите, нови анализи, нови фрлања на погледите. Повторно ќе кажам, статичноста на македонската историографија за онаа што се случувало, за целата историја, па дали вклучително и Втората светска војна, дури е иритирачка, колку да се нема интерес да се прочита нешто ново, да се пронајде нешто ново, да се изанализира ново. Не, тоа што го имам од комунистичката историографија, се држиме како слеп за стап за таа приказна и не мрдаме. Па, не само за работи што се однесуваат за Македонија, не, за нас и југословенската борба, нов Југославија, тоа е се исто статус кво, ништо не е мрднато. И покрај тоа што веќе преку новите читања, ревизиите, новите податоци, новите анализи, практично е се веќе добива сосема друго значење. И сега, кога станува збор за тие ревизии, најкарактеристични се ревизиите на хрватската историографија, кај што практично
усташкото движење и целата таа НДХ на еден или на друг начин веќе е нели комплетно нели и ревидирана или анализирана и покрај тоа што таму нели има многу работи кои се далеку потемни од било која наша историја. Што рече неодамна Стипе Мешич, че ние како хрвати не можеме да мижиме за злосторствата кои се правени во НДХ. Значи има и едната и другата страна, меѓутоа тие се равноправни во својата дискусија. А српската историографија па ми е посебно интересна. Таму наоѓаат причини за рехабилитација на се и се што. Таму дури се контраверзни во тоа колку имаат амбиции за рехабилитација дури на толку спротивставени работи. Таму се рехабилитира се. Нели, си има комунисти, тоа не е спорно, кои се држат до комунистичкиот наратив. Четничкото движење е максимално, веќе тоа и формално е рехабилитирано. Дори можам да кажам дека четничкото движење веќе е мејнстрим во Србија. Времето на Александар Караџорџевиќ веќе е време на фалење, на слава на Србија. Проблемот е што таа политика веќе и во Македонија се нели префрла. Ние се поистоветуваме, веќе македонскиот народ се поистоветува со Караџорџевиќ, нели? И покрај тоа што нели не можеме да поделиме дека Титова Југославија и Караџорџева Југославија се нели две сосема се црно и бело, и тоа нема проблем. Ние се бутаме во една торба. Јас мислам дека за кратко време во Македонија ќе дојде таква ситуација што Тито ќе ни биде голем југословен, а мал србин. Така што ревизијата на Тито во македонската патриотска мисла ќе дојде заради тоа што и направил штета на србите, а не нешто друго, затоа што бил нели што направил штета на нас македонците или антидемократ. И тоа, да се вратам на таа српска ревизија. Тие ревидираат се. Значи имаат луѓе кои го ревидираат нели Кралска Југославија, Караџорџевиќ, тоа е веќе нели Дража Михайловиќ, тоа е нели мејнстрим. Меѓутоа имаат луѓе кои нели прават ревизии на Александар Ранковиќ, тоа почна уште во времето нели на Југославија. Значи тој што бил главен на ОЗНА и тој што бил главен на убиството на четниците, исто така сака го рехабилитираат, како што и тие што ги убивал, нели? Недич, нели, сега не знам на крај дали го и официјално го рехабилитира, инаку Недич нели е човекот кој ја прифатил улогата да биде нели председател на Србија како држава во времето на германската окупација. Дури еден Лотич, гледам, имаат страни кој бил пак, ајде да речеме, антифашизмот или фашизмот на Дража Михайловиќ има многу аргументи да се постави под знак прашалник, ама по овој на Лотич, неговата профашистичка политика, па нема ни еден знак зошто би се рехабилитирал. Се зборам од српска страна, не од македонска страна. Коста Печанац, исто така соработник на фашистите. Значи, тоа е многу интересно. За секој имаат некаква аргументација зошто треба да биде рехабилитиран и кога ќе погледнам од една објективна страна, знаете, може би има некаква логика во целата таа работа. Една историографија треба да ги опише максимално сите настани, да зборува за сите настани, да зборува за сите личности, а не како македонската историографија едноставно ги бриша, нели, со етикета. Ванчо Михайлов фашист, нели, избриша на македонската историја. Владимир Поптопов е генерален секретар на ВМРО Обединета, нешто најсветло во Македонија, ама после ја прифатил бугарската линија, пак го нема во македонската историја, нели? Значи, тоа што го прави македонската историја очигледно е нездраво, тоа она што го прават другите истории, очигледно од аспект на една демократија е многу поздрава. И се тоа е интересно како наоѓаат аргументи за се. Сега да речеме еден Недич кој
исто така еден класичен колаборационист на фашистичка Германија, се борел против партизаните, се борел против Дража Михајловиќ. Значи, приказната за него е дека ја спасил Србија од уште поголема трагедија. Дека ги спасувал србите кои бегале од НДХ да не бидат убиени. И ако ќе помислиш од еден разумен аспект, па има логика во таа приказна, нели? Меѓутоа сега, ако тоа го споредиме пак со нашите спасители, па што да кажеме пак со тие македонци што се нафателе да бидат дел на, нели, управители во време на така наречената бугарска фашистичка окупација, тие пак колку луѓе спасиле во Македонија. Зашто не ги разгледуваме така, ако веќе во Србија ги разгледуваат, тој е наративот на нивните рехабилитации, тогаш зашто ние таква мерка не поставиме на работата, а ќе видиме дека македонците се најспасените понатаму од сите народи во бивша Југославија, а тие што ги спасувале до ден денеска очигледно се предмет на плукање, на срам, на негација од страна на македонската историографија. И сега, кога доаѓаме до приказната на југословенската голема револуција, тука има повеќе митови. Прво, независно од тоа што Југославија била разбиена, поделена, Југословенската комунистичка партија ја држала цела Југославија под едно, значи југословенските народи не ги признавале окупациите, тие биле едни во борбата против фашизмот од сите видови. Кога ќе погледнете суштината на работите, ќе видите дека секаде има некоја посебна приказна. Словенците се однесувале на еден начин, албанците на Косово се однесувале на друг начин, македонците во Македонија на трет, Србија на четврт, НДХ на пет. И сега доаѓаме до една ситуација. Значи, големата приказна, исто така, сите народи ја прифателе комунистичката партија на Југославија, влегле во комунистичката партија на Југославија, и ќе видиме една сосема друга приказна. Значи, правата дефиниција за Југославија во Втората светска војна, ако ги исклучиме Македонија и Косово, е една крвава, жестока, брутална граѓанска војна. Значи, тоа практично и тешко може да се дефинира што е поголемото. И веќе е јасно докажано дека повеќе југословенски народи загинале, пак ќе кажем со исклучок на албанците и на македонците, повеќе загинале во тие крвави меѓусебни пресметки отколку во битката со фашистите. Второ, значи, до ден денеска гледаме ние во Македонија, баеме Ванчо Михајлов соработувал со фашистите. Кај соработувал со фашистите? Тој си живеел во Хрватска. Меѓутоа, вие кои ќе ги погледнете сега денеска, вие сваќате дека секој со секој соработувал. Читниците, кои еве ги масовно рехабилитираат во Србија, факт е дека соработувале и со италијаните, и со германците по потреба. Меѓутоа, најинтересен дел е партизаните, кои беа една светла точка на југословенската борба, ние гледаме дека во текот на Втората светска војна активно соработувале со усташите во НДХ и исто така, очигледно, така наречените мартовски договори, тоа се случуваат негде пред битката на Сутиска и Неретва, ние имаме очигледно преговори, договори меѓу комунистичката партија на Југославија со инструкции на Тито, во кој учествувал Велебит, Коча Поповиќ, уште не знам таму кој беше, со германската команда во НДХ. Јасно е дека се постигнати одредени договори. Поентата била дека југословенската партизани ќе се борат против англичаните ако дојдат на Јадранско море. Веќе сите тие приказни се
повеќе од јасни и се ставени на маса. Да не зборуваме дека во таа граѓанска војна, значи гледаме и сега се отвараат документи на масовни убиства на секој против сите. Значи хрватските усташи против најмногу против србите и против четниците, четниците против хрватите и муслиманите, муслиманите најчесто биле со хрватите, тука партизаните се мешаат исто така на сите страни. Значи, и гледаме дека главната војна се водела, значи југословенската голема војна се водела во така наречената независна држава Хрватска, односно највеќе на територијата на Босна и Херцеговина. Србија, од друга страна, гледаме дека после настанете во Крагуевац, кога германците ја пацифизирале Србија, партизаните се повлекле, четниците се повлекле, сите се префрлиле во Босна и Херцеговина и ние гледаме на ситуација каде што Хрватска после Крајговец до 1944 година Србија е најмирната југословенска република. А ние тука бевме под комплекси на така наречените отпишани, каде што секоја недела гледавме големи експлозии, бомби, убиства на германци во Белград, а еве сега е јасно дека во Белград за време на целата Втора светска војна не е убиен ни еден германец. Значи, тие митови на таа голема Титова Југославија денеска се разбиени. Разбиени се во Југославија, меѓутоа во Македонија се уште се живееме со истите тие митови. Значи, главниот збор е граѓанска војна. Тоа е она што се случува во таа бивша Југославија, значи хрвати против срби, срби против хрвати, муслимани, најверојатно најчесто со хрватите и со германците, партизаните сегде се борат против исто така се замешуваат во целата таа ситуација. И тука нели се изделува едно прашање кое не можам да не го коментирам. И оние кои сметаат дека сум многу антисрпски настроен, ќе им покажам дека сакам само да бидам објективен кога зборувам за некои настани. Имено во Титова Југославија растевме нели со таа глобално убедување дека партизаните се единствени антифашисти во таа Титова Југославија, дека четниците биле слуги на фашистичкиот окупатор. Денеска од целиот тој материјал кој произлегува од ревизиите на српските историчари, кои ги следам исто така како и сите други историографии што можам да ги следам, за мене лично сум прилично убеден дека за четничкото движење на Југославија може да се каже дека било антифашистичко движење негде до 1943 година. Сега српски телевизионисти велат дека тоа продолжило и до крајот, до 1945 година да биде антифашистичко и дека се борели против германците, иако сега па некоја глобална политика не зборува за тоа, затоа што ние имаме 1944 година во септември, веќе англичаните комплетно се откажуваат од четниците, веќе имаме и самиот српски крал Петар дава проглас дека се откажува од четниците и ги повикува четниците да се преминат на страна на партизаните. Се надевам дека тоа не е направено, не знам какви други побуди и завери. Меѓутоа факт е дека негде до 1943 година не може, сега според новите податоци и според сето она што произлегува, да не се каже дека четничкото движење има антифашистички карактер и практично, де факто, ние доаѓаме во една ситуација дека во Југославија има две антифашистички движења. Второ, од оние аргументи што ги гледам цело време, дека четниците се обидувале многу повеќе да се работуваат со партизаните со цел да се победи фашизмот во Југославија. Од друга страна, гледаме дека партизаните како поголема цел да им било да ги победат четниците, отколку да ги победат фашистите.
Тука доаѓаме исто така до една југословенски наратив. Ние живеевме во уверување дека југословенските партизани се регуларната војска на Југославија во Втората светска војна. Сега денеска, кога ќе погледнете правната политика, ќе испадне дека четниците се, нивното име е Југословенска војска во татковината, нели? Дека тие се правниот наследник, дека тие се регуларната војска и германците ги третирале како регуларна војска, додека партизаните се паравојска. Значи, сето тоа е, нели, еден лажен наратив кој, нели, со кој ние живеевме во таа нела бивша Југославија. И очигледно, кога ги гледам сите тие анализи со докази, со аргументи, со, нели, фотографии, испаѓа дека партизаните биле многу поподмолни против четниците, отколку што четниците биле према партизаните. И тука главната цел бил да се позиционираат кои се тие кои ќе бидат главните сојузници на едниот победник. Во таа насока, нели, пропагандата цело време имало свое влијание и очигледно партизаните победиле на Јалта 43 година, кај што веќе е договорено меѓу Сталин и Черчил да се подржуваат југословенските партизани. Може би се работи и за некоја поголема отстапка, поголем пазар кој се случувал таму, меѓутоа фактичката состојба го зборува сето тоа. Сега, кога зборуваме за таа четничка и таа југословенска политика, сега не можам да не кажам дека нели, колку и очигледно да изгледа дека партизаните биле по-нефер во сите тие битки, исто така бројноста, нели, нас ни се представуваше, не знам, толку бројки, волку бројки, испаѓа дека и четниците за цело време, а и тоа што во Србија четниците имаат убедливо мнозинство над партизаните, тоа колку што постојат, туку и во самата Босна очигледно цело време таа бројка е горе-доле 50-50, нели, меѓу четници и партизани некако се движи зависно од тоа од, нели, како се водат тие битки и како се гине. Во таа насока не можем да кажем дека сите битки на партизаните ни беа представувани како маестрални победи на Тито и неговите команданти, кои во принцип сега испаѓа дека ниеден од тие команданти немале некакво војно знаење, туку сите тие биле некакви политички комесари кои биле ставани, кои води до катастрофални порази. Значи, сите големи битки на партизаните кои беа представувани како не знам какви триумфални победи, денеска испаѓа дека се катастрофално војни ситуации, така да речеме во славната битка за Ужица на Кадинјача, цела таму пролетарска бригада е уништена од страна на германците, а само 20 германци се убиени, и тоа затоа што камионот негде им паднал. Во битката на Сутјеска и во битката на Неретва имаме убиства негде на по 8 до 10.000 партизански војници, а од друга страна бројката на германци и усташи била по околу 400, максимум до 500 војници. Значи, сето тоа се, нели, практично победата била во тоа што Тито и главниот штаб се спасувал сегде. Во сите тие битки они гледале да се спасат и кога ќе се спаселе прогласувале победа, нели, така додека неги германците не чекаат, нели, на друг фронт. Да не зборуваме за Сремскиот фронт, кој исто така е водење на кланица на десетици и десетици илјади. Сега гледаме на бројка која произлегува од српски извори дека 80.000 луѓе можно да имаат загинато на Сремскиот фронт, претежно, нели, срби, босанци и македонци. Значи,
Да се вратиме на таа битка меѓу четниците и партизаните, и на крајот сепак испаѓа дека главниот носител на партизаните на власт во Југославија се советските сили. Тука доаѓаме до уште еден мит, каде што сите живеевме во тој мит. Во цела Европа само југословенските народи сами се ослободиле од фашистите, од германците, и тој мит постоеше доскоро практично во цела Југославија некако. Сега кога ќе ја погледнеме целата приказна, ние гледаме дека пак ќе се навратиме пак на македонската борба. Сега, само така да поставите на слика македонските партизани кои нема ни салам облека, ни униформи, имаа по една пушка, на 10 луѓе по еден автомат, ги победија германците. Малку не ли е вака малку премногу вака да зафалење? Значи, ние што имаме на ситуација? Имаме на ситуација кај што 9 септември, кога се прави пуч во Бугарија, бугарската армија за 2 дена се повлекува од територијата на Вадарска и Егејска Македонија. На нивно место доаѓаат германците и подосна, кога Русија конечно решава да нападне на Југославија, дел од нападот иде од Романија, меѓутоа иде и преку Бугарија. Преку Бугарија иде на 2 дела, односно на 3 дела доле преку Струмица, еден дел иде преку овде Кривопаланка, третиот дел горе према Ниш. Тука е употребена бугарската армија, веќе сега под советска контрола, и сега вие имате на ситуација каде што доаѓа една армија со тенкови, топови, тешки митралези, имате германци кои го имаат исто тоа и плюс авиација, и имате голораки партизани, и вие верите партизаните ги победија германците. Суштината на победата на германците на територијата на Македонија, на Косово и на цела Јужна Србија е во тоа што германците се повлекуваа. Веќе тие гледаат дека германците се повлекува, русите, советите идат према Берлин, наредбата е сите германци да се повлекуваат, германската група трга од Атина и како што се повлекуваат, тие ги ослободуваат сите градови. Има дневник, постои дневник на германските операции и тој можете да го најдете на интернет. Во тој дневник вие ги гледате наредбите на германците како што ги брзаат сите команди се што побрзо да се, значи и од Грција да се селат, да се движат и додат нагоре. Сите инструкции на германските команданти се што поскоро бегање и повлекување од градовите. Првата цел е додат према Белград, кога дознаваат дека Белград веќе влегле русите, тогаш тргаат преку Косово, преку Босна и према НДХ да се извлекуваат. Во таа насока тие инструкции како што важат за Грција, вие ги гледате тие инструкции и во Македонија, и практично улогата на македонските партизани и на бугарската сега комунистичка армија е да ги задржат германците. Значи не е да ги ослободат, што поскоро туку што повеќе да ги задржат, за да не можат тие сили да стигнат до Белград, до Загреб, понатаму до германска територија. Имаме една парадоксална ситуација. Значи партизанските сили и бугарските сили ги задржуваат германците во нивното движење. И практично тука, мисламе, како се вика, е несериозно да се негира учеството на бугарската комунистичка армија во нападите, во потегот на од Струмица, Петрич Струмица и
понатаму према Штип и во нападите преку Крива Паланка, каде што битката на Страцин е најголемата битка која се случила на територијата на Македонија во Втората светска војна. Нема друга таква битка. Нема тука идентитетско прашање, има идеолошко прашање, има прашање кое без никаков проблем може да биде легитимизирано во македонската историја. Во таа насока точно се гледа дека кога стигнала германската група Е во Скопје, во истиот ден германците се повлекуваат од Скопје. Значи, ги дочекуваат силите кои идат од југ и тргаат нагоре. Тоа се случува понатаму и во Србија, додека веќе не се стационираат на Сремскиот фронт, и тука веќе имаме сосема друга приказна. Во тие ослободувања на Југославија, клучна улога не може да се каже дека изиграла советската армија. Сега, значи, она што е интересно, советите влегуваат со 300.000 војници, со авиација, тенкови, топови, со се она што се нарекува тешка битка. И таа приказна за непризнавање на учество на бугарските сили и на југословенските сили и на советските сили беше присутна во цела Југославија. Јас ќе ја подсетам дека пред 10 години србите исто така велеа дека Белград го ослободиле само овие југословенските партизани. Не се признаваше учеството на југословенската армија. Па што подобар пример имаме од тоа, дека кога тоа беше предписан не повеќе од 5-6 години, кога улицата Гоце Делчев во Белград, на Бугарашот, како што викаат тие Гоце Делчев, ја сменија со генерал Тулбюхен. Значи, генерал Тулбюхен е тој командант што ја ослободил Србија и Белград и понатаму Југославија од фашистите. Значи, пред 7 години, да речеме, му ставија име на улица во Белград. Во таа насока, значи, колку била таа голема негација, значи, во југословенската историографија воопшто не се спомнува битката кај Батина, тоа е негде во Војводина, во која битка учествувале од една страна околу 60.000 германски војници и од другата страна 100.000 пред се советски војници и делумно некакви партизански единици. Значи, целата таа битка, и сега според советски извори вика таа е, ако не прва, втора поголемина битка на територијата на Југославија, ние таа битка никош не имаме спомнато во Југославија. Значи, за да покажеме дека советите не се бореле на територијата на Југославија, се што е ослободено во Југославија го ослободиле македонските партизани, српските партизани, хрватските партизани и понатаму да не одиме во целата таа приказна. И конечно, значи, што е мојот заклучок? Практично, власта на комунистите ја носи Советскиот сојуз. Значи, практично, комунистичката партија на Југославија е де факто на некој начин октруирана од страна на советите. Според тоа што можам да го согледам, тука се поклопувам во најголем дел и со српските ревизионисти, ама и со хрватските ревизионисти, и многу малку фалела ако претходно стигнале англиски и американските сили, четниците да бидат стара нова власт во Југославија. И сега тука доаѓаме до проблемите на бугарската историографија. Таму ги анализираме нивните историографии. Таму исто така има колку што сакате експерти за Југославија, меѓутоа гледам дека
некако тие експерти многу малку ги разбираат процесите, посебно на Југославија, пред се на Караџорџева Југославија, на Титова Југославија, и многу често за нив Југославија е едно те исто. Тотуше сега и за нашите македонски патриоти стана се едно исто, а Караџорџева Југославија, Титова Југославија, ние се што Југославија славиме, ама тие од други причини нели го поистоветуваат тоа. Факт е кој мора да се каже дека сепак Караџорџева Југославија и Титова Југославија се, нели, иако во основа две диктаторски, нели, структури, сепак имаат и многу сериозни разлики. И сега, што е, нели, мојата сега порака до бугарската историографија, која, нели, најмногу зборува против Тито и која смета дека ако не бил Тито, Македонија ќе била денеска дел од Бугарија. Пред да биде дел Македонија од Бугарија, очигледно има повеќе сценарии кај Македонија можела да заврши. Првото сценарио, ако се остварило подпишувањето на влегувањето на Југославија во Тројниот пакт, која го ратифицирала и Бугарија со влегувањето на Бугарија во Тројниот пакт, имено со кој Бугарија дефинитивно го признава суверенитетот на Србија над Македонија, се откажува од македонците или од бугарите и им дозволува на србите да продолжат со комплетната српска асимилација. Значи, ако не се случил 27. март и државниот удар, и Тројниот пакт, и плюс тоа немаат проблем и егејскиот дел, најголем дел со Солун да влезе во голема Србија, значи, ако не се случило тоа, најверојатно денеска ние сите веќе одамна ќе бевме Срби во Македонија и тие немаше да имат никаков проблем. Вториот момент е второто сценарио, кој исто така, што ако Тито не победеше, дали Македонија ќе беше бугарска? Не. Тито ако не победеше, повторно ќе беше дадена Србија, Македонија на кралска Југославија, значи враќањето на Дража Михајловиќ, на Петар Караџорџевиќ назад во Југославија. И значи ќе имавме сценарио каде што повторно Македонија ќе беше дел од Србија. Значи, тоа се двете сценарија кои имаат приоритет пред онаа сценарио дали Македонија можеше да биде бугарска. Видно, тука има едно друго сценарио, односно има други две сценарија. Едното сценарио кое мене воопшто не ми е јасно, 9 септември кога капитулира Бугарија и комунистичка армијата станува комунистичка, за 2 дена или 3 дена новата власт дава наредба бугарската армија да се повлече од територијата на Вардарска и Негеска Македонија. Мене не ми е јасен тој чин на повлекување на бугарската армија од Македонија, а толку многу големи приказни се кажуваат за Македонија, нивна страна. Дори сум читал и нивни анализи, морам да кажам не научни, туку новинарски, тоа беше сигурно сепак човек кој се познава од работата, кој вели дека и Сталин се зачудил кога чул дека бугарската армија се повлека од територијата на Вардарска и на Егејска Македонија. Каква ќе беше приказната ако бугарската армија останеше нели на територијата на Македонија од нивен аспект, нели, сега комунистичка, нели. И конечно главното прашање, зошто, каква ќе беше сценаријето за Македонија ако 1941 година, кога Хитлер ја распарча Југославија, Бугарија не речеше сега ќе му дадеме на Ванчо Михајлов и на ВМРО да прави самостојна и независна Македонија. Ама што тоа не го кажа 1941 година, за жал, тоа не го кажаа ни 1944 година, кога сваќаа дека
дека веќе Советскиот сојуз напредува и што е многу интересно, на таа опција му текна на Хитлер, кога го прати Иванчо Михайлов во септември 1944 година, да види дали има услови за созревање на самостојна и независна Македонија, обединета Македонија, а за жал, пак ја кажам, на бугарската политика тоа не и текна. Така што многу е лесно да се критикува некој друг, а да не се критикуваш самиот себе со своите постапки. И конечно, на крајот ќе обработам уште една тема, тоа е темата на жртвите. Во Југославија кучивме за шпанската граѓанска војна, ни се кажуваше еден пример за морбидната страна на фашизмот, преку еден пример од шпанската граѓанска војна, кога на едно предавање на универзитетот во Саламанка, ми се чини, пред да зборува филозофот Унамоно, стануваат шпанските фашисти и викаат, го извикуваат повикот, покликот да живее смртта, вив ла морт, така нешто. И одговорот на Унамоно бил, јас сум цел живот предавам филозофија, меѓутоа да се слави смртта, тоа никогаш не го памтам од светската историја или од етички или од филозофски аспект. Сега, тоа беше пример за некрофилијата на фашизмот, меѓутоа ние кога зборуваме за политиката на Втората светска војна и комунистичката партија на Југославија, очигледно таа некрофилија има доста елементи да се анализира и да се критикува. Имено, југословенската комунистичка историографија зборуваше за 1.700.000 жртви во Втората светска војна. А денеска српските и хрватските и словенските историографи се сложуваат дека таа бројка треба да се намали на негде околу 1.050.000, и таа не е мала бројка. Меѓутоа, хрватските и српските ревизионисти се воедно се согласуваат дека таа бројка е толку голема најмногу заради улогата на Тито и на Комунистичката партија на Југославија. Значи, и тука се кажуваат многу примери зошто Југословенската комунистичка партија. Видите, ви имате една ситуација во која секоја република има посебна приказна. Србите им е растурена голема Југославија и се доведени во една реално мизерна ситуација. Тие имаат право и легитимитет да се борат и за ослободување и за враќање на нешто што веќе го имале. Хрватите се ослободени и тие имаат нова хрватска држава. Што комунистите бараат да се борат против таа хрватска држава кога е остварен хрватскиот национален сон? Значи, комунистите очигледно таа граѓанска војна ја користат за уште поголемо долевање на огинот на бензин на огинот. Тоа го гледаме во самите постапки, да речеме, во рамките која почнале на почетокот да се борат во Србија. Тие без проблем убивале негде 20-30 германци и покрај тоа што знаеле дека имало германска политика за еден германец 100 граѓани. Дража Михайлович рекол, што е така, јас веќе нема да убивам германци. И сега ова се прогласува со соработка со германците, а нивното се прогласува за херојство и покрај тоа што имате стотици таму луѓе кои се убиени, нели? Сето тоа се повтара во битката за Козара. Во битката за Козар исто се изложува таму
10, 20 луѓе на непотребни голготи. Во секоја битка понатаму тие манипулираат со народот, ги носат со нив, ги шетаат наваму, натаму, па после прогласуваат дека луѓето сами доаѓале со нив. Конечно, на крајот на Втората светска војна. Вие гледате, они што прават мобилизација. Знаете, бројот на партизаните исто така е ностоп сомнителен. Значи, бројот на партизаните и битките треба да се гледаат во 3 фази. До 43-та, кога Италија капитулирала, колку партизани имала во Југославија, колку имало во Македонија. Според некои податоци, негде 25.000 партизани имало на териториите на цела Југославија, во цела Југославија, а според Тремпо и според Венко Марковски, до капитулацијата на Италија во Македонија имало 80 партизани. Сега понатаму имаме дување на бројките. Тие дувања стануваат на многу интересни начини, меѓутоа, нели, една од најголемите пумпања на бројките произлегува од тоа што четниците биле прогласувани за партизани. Од кога кралот, нели, ги повикал четниците да победат на страна на партизани, чели четнички единици низ Босна, Југославија поминале на страната на партизаните. Тоа се случи и во Македонија, нели? Четничкиот поречки корпус и бил прогласен за поречки партизански корпус и четничката бригада од Скопска Црна Гора била прогласена за партизанска бригада. Да не се сеќаваме дека негде тука 70-те години ви требаше двајца сведоци да ви потврдат дека сте биле во партизани и вие добивавте статус на партизан. Сето тоа се правеше и тогаш Сојузот на борците беше многу силна организација и луѓето се подсмеваа, нели, со целата таа приказна, но тоа се случуваше и во Србија, и во Босна, и во Македонија, само да се демонстрира колку многу луѓе биле партизани во Втората светска војна. А знаете што е интересно? Со тој статус вие после добивавте бенефиции. Можевте за вработување, за стан да добиете поскоро, а пензијата да ви биде поголема, така што луѓето се тепаа да бидат партизани. Ама 70-та година, нели, и 70 и некоја година. Значи, најкарактеристичен пример е, нели, еден хрватски ревизионист кој се повикува пак на еден еврејски, нели, писател Леви, кој извадил точен податок од кој се гледа дека во Втората светска војна на еден македонец и на еден како се вика Хрват и на еден албанец се убиени 100 до 120 срби, хрвати, црногорци и муслимани. И сега тука доаѓаме до една, нели, нова терминологија која слушам во Македонија во последно време за антифашистичка суштина на македонската нација. Знаете, многу е интересно народот кој масовно 41 година излегува, а тоа е веќе јасно, да ги пречека германските и бугарските фашисти, активно влегува во колаборација, затоа што, ако ја погледнеме, скоро целата власт било од локални луѓе овде во Македонија. Народот кој дава практично најмалку жртви не само на територијата на Југославија, туку можем да кажем и во светски рамки во Втората светска војна, да се прогласи себе за антифашистичка суштина на македонскиот ген. Тоа се многу претешки, предпретенциозни, пренарцисоидни, нели, ситуации за кои не можеме да не ги коментираме. Во таа насока и покрај тоа што суштината и покрај тоа што бројката на 1.700.000 жртви во Југославија веќе официјално е намалена на 1.070.000,
Ние во Македонија немаме направено ревизија на таа бројка, се уште се оперира со бројка од официјално од 27.000 загинати македонци во Втората светска војна. Дури она што ми беше интересно сега за 9 мај, не само што ја намалуваме, во неколку портали прочитав дека 33.000 биле жртвите на македонците во Втората светска војна. Не само што ги намалуваме, туку ние ги зголемуваме. И кога зборуваме за таа бројка на загинати, очигледно некако ја вртиме работата како наваму натаму дека тоа е се убиено некако од бугарските фашисти. И да, токму таа претенциозност и таа, како да се вика, хипокритичен однос, повторно ме тера нешто неблагодарно да коментирам. Именно кога ќе погледнете и во тие официјални анализи, вие ќе видите дека и според таа официјална македонска историографија до сега, кога ќе видите структурата на загинати во Македонија, и ќе видите дека тука значи се зборува за 7.000 загинати евреи, 7.000, значи само 7.000, значи веќе се намалува бројката на македонци, значи на македонската нација. Се зборува за 6.000 загинати срби во Македонија, 4.000 загинати албанци во Македонија во Втората светска војна и 1.000 загинати бугари во Македонија. Сега, која ќе ја погледнеме и самата бројка на 7.000 загинати македонци, не можеме да не кажеме дека таа бројка 1:100 веќе се зголемува на 1:300 загинати срби, еден македонец према загинати срби, хрвати или босанци. А да не зборуваме за моментот на дека и таа бројка е проблематична. Ние знаеме дека 2000 македонци се загинати на Сремскиот фронт, насилно мобилизирани, најголем дел од нив. Знаеме дека 500-600 се убиени од германци, директно од германци. Има загинато македонци од балисти, има загинато македонци и од српски четници, тоа не го спомнуваме. 46-47 година има судење на Војче Трбич, четник, четнички војвода во Македонија. Инаку четничкото движење во Македонија, исто како што југословенската политика го игнорираше, исто така и македонската историографија го игнорираше. Јас 3 пати досега кажувам дека четниците во Македонија до 43 година биле повеќе од партизаните. Ниеден историчар нема да каже нешто, чекај, не е баш така, дај да ти покажем дека има некои други бројки. Така што, значи, ние доаѓаме до една ситуација, како и да ја вратиме, дека практично македонскиот народ е, можеби на прво место по најмалку загинати, значи, сега зборувам за македонската нација, не за македонските граѓани. Македонската нација е со најнизок процент на загинати во Втората светска војна и ние од друга страна имаме една хипокризија, нивните наследници. Јас не сметам дека нашите дедовци воделе правилна политика, напротив сметам дека воделе вистинска политика, не кукавичка, туку воделе баш права политика за спасување на македонскиот народ. Меѓутоа, многу е нарцисоидно една ваква состојба да се прогласите за прва нација со антифашистичка суштина во Европа и во светот. И конечно, доаѓаме до прашањето на евреите. Во Македонија, кога се зборува за еврејското прашање, ние ова го зборуваме како евреите, убиството на евреите, геноцидот на евреите да е бугарска политика, нели? И поглед тоа што бугарите се една од ретките нации заедно со данците
кои ги спасиле евреите на својата територија, за жал не успеале да ги спасат евреите во Македонија. Имено, кога зборуваме за еврејското прашање, не можеме да не го спомнеме прашањето каде беа сите други нации во Европа, зошто ниеден концентрационен камп до крајот на 44-та година не бил ослободен, немало диверзија, не бил бомбардиран за да се ослободат луѓето. Конечно, зошто е во Југославија тоа не се случувало? Значи, на територијата на Југославија 41 година имало 82.000 евреи, од кои 7.300 или колку беа на територијата на Македонија. 70 пункта на територијата на Југославија имало за собирање на евреите. Нели, нашиот наратив е и покрај тоа што Југославија е распарчена, ние југословенските народи бевме исто. Нели, ако бевме исто во се, ако народната војна беше исто, југословенската војска беше исто, Тито беше исто, тогаш како тоа денес прашањето на евреите е различно, нели? И сега го поставам прашањето, како тоа никаде евреите, односно камповите не беа нападнати за да бидат ослободени, како тоа Јасеновац до 45 година не беше нападнат да биде ослободен од југословените, каде левичарите, комунистите, позитивните сили се собраа да се бунтуваат против собирањето на евреите, каде македонските прогресивни сили кога видоа во Битола, во Штип, во Скопје дека ги собираат евреите, излегоа на улиците. Во Бугарија излегоа на улиците. Во Македонија не излегоа на улиците да се борат да ги спасат своите евреи. Така, конечно, доаѓаме до прашањето дали знаеја владите дека евреите се носат во гасни комари и во убиства. Значи, ако не знаеја во цел свет, како тоа да знаеше бугарската власт? Конечно, до 39-та година официјалната политика на Хитлер беше германците да се селат во Палестина. И на германците им е давана можност да ги продаваат, на евреите им е давана можност да ги продаваат своите земјишта и да се селат во Палестина. После почнува политиката негде до 41 или 2 на носење на евреите во Магадаскар. Тоа била политика која нели требало да се оствари. До 43 година има црвен крст кој влегува во концентрационите логори и гледа дека во концентрационите логори има нормални услови за живење, дури има слики од хорови, театар кои го прават евреите во тие концентрациони логори. Значи, сигурно знаеле дека не ги носат на одмор, меѓутоа никој не претпоставувал дека таму ги носат за убивање. Пак ќе кажам, ако тоа не го знаеле ни англичаните, ни советите, ни американците, кои имале авиони да снимаат што се случува, како тогаш целата вина од македонска страна да се префарли на бугарската политика. Конечно, ние имаме една ситуација која сигурно мора да се најде начин, ако има добра волја, Македонија да признае дека Бугарија, ги спасила своите евреи, направила еден чин за своите евреи, а Бугарија мора да најде начин и покрај тоа што не било собирањето на евреите нивна политика, да преземе еден дел на извинување и одговорност на носењето и транспортот на евреите од Македонија. И еве така, со оваа теза и покрај тоа што има многу работи кои треба да се анализираат од Втората светска војна, ја завршувавме темата на Југославија во Втората светска војна. Таа тема ќе биде спомната и во наредната емисија, кај што ќе зборуваме за Македонија
нели во Втората светска војна, некои теми се мешаат, меѓутоа мислам дека се ставаат во некои контексти кои треба да бидат кажани. Ви благодарам.